Се што имав да кажам, веќе кажав, за видеото прашајте го Наке Чулев, кратко вели за Алфа, поранешниот директор на Фондот за здравствено осигурување, Ден Дончев. Сакавме да го прашаме околу видеото насловено Лепливи раце, каде што се гледа како тој зема пари, но останавме без одговори на прашањата, колку пари добил во кеш, од кого ги добил и зошто некој имал потреба да го снима, доколку станува збор за приватен однос. Сепак Дончев вели, се што имал да каже, го пишал во писмениот демант, каде вели дека снимките биле нецелосни, со цел тој политички да се деградира, но и ја потврдува содржината на видеоматеријалот. Објавената видеоснимка по мое сеќавање од поодамна и станува збор за снимка од приватен карактер. Секако останува понатаму државните институции да си ја вршат својата работа. Во видеото се гледа како Ден Дончев наводно зема подкуп, но тоа за обвинителството не е доволно да поведе предмет под опрен глас. Од таму велат немало да постапуваат по нецелосни снимки и предпоставки, иако јасно се гледа како Дончев зема одредена сума пари која ја става во ташна. Во надлежност на Министерството за внатрешни работи и Управата за финансиска полиција е откривањето на кривичните дела од економско-финансиска природа. Обвинителството укажува дека секој што поседува докази дека е сторено кривично дело, истото треба да го пријави во Министерството за внатрешни работи или во обвинителството и да ги приложи доказите, пошто обвинителството ќе отвори предмет и ќе преземе действија за расветлување на случајот. Од СДСМ пак го бранат Дончев, во негова одбрана застана и партискиот лидер Заев, како и неговата заменичка Шекеринска. Очекувам сите оние кои што нешто тврдат, тоа да го покажат и со малку повеќе од видео без аудио и аудио без видео. Изминативе месеци, а претпоставувам и следните 20 до 30 дена, ќе бидеме жртви на многу и фейк ньюс напади. И тоа претпоставувам дека е очекувано во избори. За Дончев претходно во јавноста пукна и аферата Рекет 2. Во мај годинава тој поднесе оставка од директорската позиција во Фондот за здравствено осигурување, правдајќи се дека била поради лични причини.